Кој те прислушкува лесно може и да те запали. Затоа редакцијата на Република се обезбеди навреме. Еве, нека стои во близина. И онака сме закана за националната безбедност. Подгответе се, ова ќе бидат жешки 5 минути. На една недела пред почетокот на изборната кампања, работите никогаш не биле појасни. Во фудбалски речник ова се вика погледнете семафор. ВМРО, СДСМ 7-1. Не е исклучено до почетокот на изборите резултатот да биде повисок. Ако се кладите на ВМРО во обложувалница, нема ништо да заработите, бидејќи победникот веќе се знае и таквите мечеви ги нема во понудата. Кандидатот за градоначалник на Чаир е опасно влезен во чаирски филм. Наместо да се грижи за општината за која се кандидира, Бујар се уште мисли дека е министер за надворешни работи на Белгија, на Косово, на некој протекторат, но не и на Македонија. Бујар на своите поддржувачи им ветува дека по локалните ќе има и парламентарни избори. Тогаш во Македонија ќе имало ковладење. Докторе, ја има сгрешено терапијата. Европската Унија од нас бара да им ги изголемиме платите на судиите и обвинителите. Како награда за 2% доверба што ја имаат, ЕУ бара судиите да имаат 5000 евра плата. Да, добро слушнавте, 5000 евра. Демек ако имаат поголеми плати, немало да бидат корумпирани. Добро, оние во Брисел во кој свет живеат? Па на судиите и обвинителите платата им е за онака, за джепарец, да им се најде. Тие живеат од рушвет, од политички рушвет, не од плата. Кој се збогатил од плата? Македонија е жртва на изборни пиромани и хибридни закани. По секојдневното палење на планини за време на летото, сега изборните пиромани имаат нова цел – депонии и складишта. Тие најлесно горат. Знаат нашиве пиромани како најлесно се навлекува гневот кај обичниот граѓанин кога се уште се свежи сеќавањата од трагедијата во Кочани. Изминатиот период Скопје наликува на сцени од апокалипса, но тоа и им беше целта, да не можат луѓето да излезат надвор, да носат маски, дома да затвораат прозори. Корона, втор дел. Луѓето да седат дома и на тастатура да ја обвинуваат власта дека дишеме отров. Не е тешко да се предпостави кому оди во прилог ваквата ситуација. Повеќе од очигледно е дека ова се подметнати пожари и оти ниво пожарите нема ништо случајно. Гореше Вардариште, гореше Дрисла, гореше депонијата во Шуто Ризари, гореше автосервис во Пинтија и седа и складот за електронски отпад во Трубарево. Што е многу, многу е. Толку пожари за кратко време не може да бидат случајност или несреќен случај. СДСМ и ДУИ, тоа како едва да чекаат да догори огнот и да се фрлат во критики, дека власта не знаела да се справи со пожарите. Оф, мори Боже, па на Филипче додека беше министер за здравство, живи луѓе му изгореа во модуларната болница во Тетово и на крај кабелот беше крив. Сега кабелот нема да биде крив и веќе има неколкумина приведени. Има разлика, нели? Дивата депонија Вардариште е децениски проблем за кој вина имаат сите власти досега, и државни и градски. Таа депонија едноставно мора да се исчисти и дислоцира за граѓаните од тој дел од Скопје да не дишат отров. Се сеќавате ли за време на аерото на Заев? Тога Скопје по загаденост беше во конкуренција на Катманду, Нью Делхи, Каиро со енормна загаденост. Знаете кој беше тогаш министер за животна средина во владата на Заев и кој дал дозвола за стовариштето во Трубарево? Па кадар на ДУИ. Се сеќавате на Насер Нуредини. Тоа е еден небитен лик, другар на Бујар Османи, кој не знаеше ниту да зборува македонски јазик. Решение за овие изборни пиромани има. Тоа ќе го видите на 19 октомври. Народот ќе ви објасни зошто од прислушувањето сакате да направите реалити шоу, а од загадениот воздух политички поени.